Ако некој денеска искрено и од се срце се смее, тоа се секако децата. Оние кои најмногу им се радуваат на овие празници, секако повторно се тие, најмладите жители на оваа планета. За нивната насмевка никогаш да не се симне од нивните лица. Ние возрастните сме тие кои треба постојано да ги поттикнуваме на радост и смеа во секоја прилика и секако со целосно внимание. Денеска Дедо Мраз, познатиот дебелко во црвен костим, ги посети дечињата од Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор од Битола и им подари пакетчиња. Хуман гест од Александар Зацески, битолчанец кој живее и работи во Мелбурн, Австралија. Неговото семејство денеска ја предаде до нацијата. По повод новогодишните празници и годишнината од отворањето на канцеларијата во Битола, фирмата Clue ABA, која е со седиште во Мелбурн, направи еден скромен гест за децата да му подари пакетчиња. И во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор, глас, Кочо Рацин, Битола и јавната здравствена установа Завод за рехабилитација слух, говор и глас Битола. Во присуство на Дедо Мраз им беа честитани престојните празници и им беа поделени новогодишните пакетчиња. Заводот е често цел на донации кои најчесто се околу празниците, нешто што треба да биде во рамки на секојдневието, како овие деца би имале попријатен престој. Секоја година во пресвет на новогодишните празници имаме донации како од владини, така и од невладини организации. Ова донација ни е од Александар Зацески, кој што во изминатиот период покрај оваа акција ни донираше и бехрингери, значи тоа е апаратура која што се користи во заводот. На сите донатори им посакувам, значи секогаш да бидат присутни кај нас, не само околу новогодишните празници, да ни донираат секако пакетчиња, реквизити, се што е потребно за децата. Овој хуман гест со Дедо Мраз, значи представува еден од оние чинови кога децата најмногу се радуваат. Во моментов околу 250 деца низ градинките и училиштата се рехабилитираат во рамки на заводот. 2 деца се на болничко и околу 20 деца на дневна болница.